Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта, уште едно издание реализирано во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Поради мрзеливост, но и страф од прегледот и резултатите што може да се добијат од анализите, многу мажи го занемаруваат своето здравје и не одат на уролог. Прегледот на мочните канали, особено на машките генитални органи, се се уште своевидна табу тема, што резултира многу млади представници на посилниот пол да не знаат како изгледа овој преглед. Кога треба да се направи првиот уролошки преглед? После која возраст мажите секоја година треба да прават преглед кај својот уролог? Имаме бројни прашања поврзани со машкото здравје, што ќе ги упатиме на доктор Горан Јович, хирург-уролог во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламниот блок, затоа останете на Телма. За уролошките прегледи денеска зборуваме со доктор Горан Јович, хирург-уролог во клиничката болница Жан Митрев. Докторе, добар ден. Добре дојдовте во студиото на Телма. Ви благодарам на поканата, на располагање. Докторе, дали уролошките прегледи се уште се табу тема и своевиден стрес и траума за мажите? Дали на уролошки преглед се оди како што се оди кај психијатар, со доза на срам, но и стигма? Па, да кажем, на жалост, да, се уште е табу тема, но последниве години можем да приметам дека бројката се зголемува на доаѓање на пациенти без икаков симптом. Едноставно доаѓа чисто на еден скрининг преглед, без икаков симптом, што е и најдобро. Тука можда во последниве години и кампањата за машко здравје, новембар месец, нели, пуштање на вркови подсетник за машкото здравје во ноември месец, мислам дека ја разбуди свеста, но се уште е табу тема. Поготово табу тема е и за мажите во пубертет. Имаме доста заболувања кои баш се јавуваат во тој период. И тука мислам дека треба да се поработи и на таа тема, да се зголеми свеста и кај овој дел од машката популација. Потребно ли е да се прават овие прегледи исто редовно како што одиме на стоматолог, како што одиме на офталмолог, кај матичниот доктор или пак како жените што одат на гинеколог? Да, секако и текако, затоа што да кажеме некоја граница имаме од 50-та година во животот, мада таа граница јас би ја спуштил и на 45-та година од животот кај мажите, да барем еднаш годишно посетат уролог. Би се надоврзал на тоа да кажем дека прегледот не е така страшен како што го опишуваат и сите едноставно бегаат. Кај уролог јас не одам на преглед и така. Како изгледа? Да. И зошто има толку стравувања поврзани со овој преглед? Секоја стравување било од оној основен преглед, ректално туше или дигиторектален преглед, пипање на простатата. Но тоа сега и можеме да го избегнеме во првичниот преглед, бидејќи имаме преглед нормално една биохемиска лабораторија заедно со испитување на неспецифичниот туморски маркер за простата, тоа е PSA скратеница или простатично специфичен антиген, нормално разговор со пациентот, анамнеза од пациентот и ехо преглед. На ехо преглед може да ја видите добро простатата? Да, и текако. Значи на ехо преглед го гледаме целиот урогенитален систем. Воедно ја мериме простатата волуменски, отприлика гледаме како изгледа таа простата, можеме да измериме и мериме рест урина,
A што значи тоа? Значи, затоа се напомнува да на пациентот кој доаѓа на преглед да дојде со полна бешика, па на ехо се гледа и потоа на пациентот му да оди да мокри, да се испразни, повторно влегува на преглед и се гледа дали имаме рест урина. Остаток од урината во мочниот меур. Во мочниот меур. Значи, тоа се отприлика првите оние знаци кои веќе покажува дека простатата имаме задршка на урина, пациентот не се празни до крај. Од анамнезата ќе дознаеме за јачината на млазот, честотата на мокрење, ноќното станување. Тоа се се симптоми кои се неприметни. Ајде да почнеме и зошто ова го кажувам неприметно, затоа што симптомите настапуваат полека, споро. Едноставно, мажите, да кажем, се навикнуваат на ослабен млаз при мокрење. Значи, првичниот симптом се намалува млазот. Ама пошто тоа трае со години и они малте не заборавиле како мокреле пред 20 години. И никогаш не се ни запрашале зошто е тоа така. Мисля дека е така нормално. Но еве веќе тоа е еден симптом кој треба да ги натера да се јават на преглед. Едноставно да се запрашат, чеки со мене нешто не е во ред, дај да отидам да посетам уролог, да видам што е проблемот. Ноќно станување. Еднаш, два пати, три пати, на крај испаѓаат ненаспани са вајле, неспособни да одат на работа. А и тоа го поврзуваат со... Јас земав предходната вечер многу пиев течност, па затоа станав 3 пати, па не знам, пиев пиво, пиев доста сок и така. И поради тоа често станував ноќта. Но не, и тоа е еден од симптомите кои треба да ги натера мажите. Да се вклучи алармот и да појдат на уролог. Еве ќе ја погледнеме, веќе ги споменавте дел од симптомите кои што треба да ги натерат мажите да направат вонреден преглед кај уролог. Вонреден или редовен, да го кажеме. Или редовен, така, можеме да ги погледнеме. Тоа се значи отежнатото мокрење или неможноста за уринирање, ноќно мокрење, неволно испуштање на урината, инконтиненција, крв во урината, еректилна дисфункција, промени на тестисите и кожата на пенисот, болка во тестисите или пенисот, или нивна повреда, јадеж и исцедок од пенисот. Веќе споменавте дека отежното мокрење и неможноста за уринирање е една состојба која што обично во зрелите години кај мажот се јавува и е поврзана најчесто со простатата, доктора? Точно, да, најчесто со простатата. И што и се случува на простатата? Зошто Значи имаме зголемување на простатната жлезда. Прво да кажам... Тоа е нормално да се зголеми кај мажите со текот на годините? Па да, ќе ви кажам и зошто е тоа така. Главен виновник е хормонот тестостерон, кој го имаат, нели, да, машкиот хормон. За ова се знае уште пред многу години и во турските хареми, чуварите во турските хареми биле кастрирани. И таа група на луѓе немале бенигно зголемување на простатата. Затоа што нивото на тестостерон бил на нула. Со тоа имаме хипотрофија, атрофија на простатната жлезда и ги немаме тие симптоми. Секогаш било прашањето зошто кај оваа група од луѓе не се зголемува простатата, а кај сите други да. Значи, главен кривец е машкиот хормон тестостеронот. Но ние не можеме да се лишиме од него, не можеме да го сведеме нели на нула, он ни е потребен, но затоа треба да се следи тоа зголемување на простатната жлезда. Простатната жлезда анатомски се наоѓа околу изводниот мочен канал под мочниот меур. Значи практично она е околу мочниот канал, го стега мочниот канал. Значи мочниот канал минува всушност минува низ простатата. Точно. Го стега мочниот канал и фито на цевката се намалува. Со тоа протокот е послаб. Или го подига внатрешниот дел, отворот, од каде што излегува урината. Тоа е буквално како во сливникот треба да биде ставно најниска точка. Ако е подигнат,
тогаш ќе останува вода во вото. Тоа е истото, буквално да кажеме, се случува во мочниот меур. И тогаш детрузорот, мускулот на мочниот меур, треба да ствара поголем притисок, едноставно се мачи за да ја исфрли целата урина. Па ни заостанува урина. Со тоа се зголемува честотата на мокрење. На крај толку заостанува урина да она почнува да се враќа по бубрежните канали назад и ги става и овата бубрега во застој. Со тоа доаѓаме до една хронична бубрежна инсуфициенција, откажување на бубрезите. Така да ова е еден поврзан систем и секогаш треба да се мисли на ова целото и на време да се отклони за да не дојде до несакани последици. Дали понекогаш и инфекцијата во спелението на простатата може да доведе до ваков проблем со уринирањето? Да, и текако може да доведе, затоа што, да кажеме, чести инфекции на простатата, нелекувани, знае да направи склероза на вратот на мочниот меур. Фактички да простатната жлезда не се зголеми, и во уменски кога ќе измериме може да биде и со нормална големина, но пациентот да ги има истите или сличните симптоми како кај една огромна простата. Тоа е затоа што оној средишен дел, кај што е баш изводниот дел, кај мочниот канал, склерозира, станува подцврст, не е еластичен. Па затоа и навремено треба да се лекуваат и инфекциите од страна на уринарниот тракт, воедно нели и инфекциите на самата простатна жлезда. А дали карциномот на простатата исто така ќе доведе до проблеми со мокрењето? Да, во главном ги дава, да кажеме, слични симптоми, како кај овие симптоми кои ги спомнавме. Тука може да биде надополнето и со хематурија, значи со присуство на крв во урината, па е многу битно дали е крвта во почетниот дел на мокрењето, дали е цело време крвава урината или дали имаме крв на крајот при домокрувањето. Така да седо тоа се симптоми кои би требало да го упатат пациентот да се јави на преглед. Докторе, а доколку е бенигно зголемена простатата, може ли тој проблем да премине во карцином? Видете, може, да, но може и директно да кажеме да премине во карцином и е многу битно затоа и се апелот, затоа и новембар месец за навремено откривање на карциномот на простата. Бидејќи навремено откриен карцином на простата е 100% излечива болест. Значи, навремено откриен карцином нема да дозволиме да направи метастази по човековото тело со ставање на болеста под контрола или со отстранување на простатната жлезда заедно со неизината хируршка капсула и лимфните јазли кои се наоѓаат околу неизе, со тоа практично се става болеста во мирување и можеме да рачунаме дека тоа 100% излечива болест. Пред да преминеме на следниот симптом кој што е поврзан со потребата за ваков преглед кај уролог, да ги поканиме гледачите се вклучат во денешната емисија, но овој пат на малку поинаков начин. Тие ќе може да испраќаат пораки на нашата страница на Facebook Телма Амбуланта _0 плюс месеци на телевизија Телма. Значи ги очекуваме прашањата, во интерес на времето ова го правиме за да може што повеќе прашања да бидат одговорени и од гледачи, но секако и наши. Да. Продолжуваме понатаму, веќе го споменавте ноќното мокрење. Да. Често пати мажите стануваат навечер, за да мократ колку пати во текот на ноќта треба да се разбудат и да појдат во тоалет, да го испразнат мочниот меур, за да сметате дека имаат проблем со ноќно мокрење? Па видите вака, прво зависи нели нормално колку пациентот зема утечност непосредно пред легнување. Но да кажеме дека добри 5-6 часа континуиран сон не би требало да стане ни еднаш. Без разлика на количината на течо што е испиена?
влијае количината на течност испиена непосредно пред легнување. Но, да кажеме, ако нормално се земало течност во тек на денот, тогаш би требало барем да има 6 часа континуиран сон без да стане. И сега кога почнуваат симптомите, почнува ноќе еднаш да станува, па станува 2 пати, 3 пати, на крај практично савајле кога ќе се разбуди, пациентот е уморен и ненаспан, бидејќи може да се случи да станува и на час или на час и половина. Тоа е неколку пати во текот на ноќта. Значи, драматично нарушување на квалитетот на животот. Да. И обично, која причина стои за тоа? Ресторината. Тоа што го појаснувавте пред малку. Точно, тоа што го... Или исто вие спомнавте од симптомите инконтиненција на урина. Значи, неволно испуштање на урина. Тоа обично кај жените се среќава, но може кај мажите да се јави истиот проблем? Точно, кај мажите се јавува. Ние тоа на латински е ишиурија парадокса, или да кажеме неволно испуштање на урина. Но кога се случува кај мажите, кога имаме преполнетост на мочниот меур. Значи, он е преполн, веќе пациентот го изгубил чувството за нагон за мокрење. И кај него практично вишокот од урина прелива како преку брана и излегува неволно. И тука имаме тој тип на инконтиненција кој е алармантен и веднаш треба да го упати на пациентот на преглед. Бидејќи најчесто првично овој тип на пациенти во почетокот завршуваат со уринарен катетер. Па потоа се средува болест. Значи, веднаш што се јави ваков проблем, преглед кај уролог, еден уролошки преглед за да се утврди што се работи, да се спречи понатамошниот прогрес на болеста. Крвта во урината ни е следна. Веќе споменавте, не е седно дали крвта е на почетокот, во првичниот млаз, при мокрењето, континуирано или на крајот, неколку капки, предпоставам дека може тогаш да се видат. Неколку капки. И сега тоа зависи од кое заболување, но секако обавезно првично и макар еднаш да е појава на крв во урина, обавезно посета на уролог. Бидејќи, пазите, крв во урина може да се да е безболна хематуријата. Значи безболно појавување никакви симптоми, само крв. Никакви симптоми, само крв. И тоа еднаш, па постоа може да го нема и со месеци, па да се повторно, или да биде розеникаво пребоја на урината, но обавезно појава на крв во урина посета кај уролог. Бидејќи првичен симптом кај туморите во мочниот меур или туморите во мочните патишта, по уретерите, тоа се бубрежните канали, или тумор кој се наоѓа во бубрежното легенче, може да даде безболна хематурија. И тоа еднаш, па немаме подолго време, па повторно се појави, али првично појавување обавезно посета на уролог. Бидејќи, видите, во последно време имаме доста зачестено е појавата на тумори во мочниот меур. Зошто е тоа така? Има ли науката некакво објаснување, бидејќи навистина е зголемен бројот на мажи со овој проблем? По статистика, и кои не мажи само, и жени. А и кај жените е присутен истиот проблем? Значи, подеднакво. Процентуално, дури да кажеме, и е подеднакво. Кој која група луѓе се појавуваат туморите по статистика, да кажеме, тоа се луѓе поврзане со професијата. Луѓе кои работат во нафтена индустрија, луѓе кои работат во кожарска индустрија или луѓе кои работат во фабрики каде што има анилински бои, испарувања, лепаци доста, и кај страстни пушачи. Значи, цигарите се сериозен ризик фактор. Три групи кои се потенцирани. А што е со хлорот во водата? Вела дека хлорирањето на водата може да доведе до ваков проблем? Па видете, до хлорирањето не по статистика го немаме како податок така. Но секогаш хлорирањето на водата, прво мораме
да имаме Чиста вода? да биде. Да, затоа што тоа е со сигурност дека немаме бактерии во водата, немаме таа вода која ја пиеме нема да ни направи друг проблем. И секогаш сега дозата на хлор во водата треба да биде точно одредена. Затоа се битни многу филтер станиците во, значи, водата кога ќе тргне по водоводната цевка, прво треба да биде и хемиски и бактериолошки исправна. За тоа се одговорни стручњаците кои ја прават водата во филтер станиците. И таму треба да се обрне исто едно големо внимание со сите тие дозирања, деминерализација на водата, па дали имаме многу калциум, имаме малку калциум, имаме магнезиум и колку има, значи сите тие електролитите треба добро да се изнивелираат и нормално да има хлор во точно пропишана доза која смее да биде присутна. Доколку се јави карцином на мочниот меур, сложен ли е зафатот за негово отстранување и каков е потоа квалитетот на животот на она лице кое што има отстрана дел од мочниот меур? Видете, намерно ова го спомнав, бидејќи карциномот на мочниот меур, тој е транзишнал сел карцином, кажано и карцином на преодниот епител, он секогаш се појавува и расте у форма на корал и буквално така изгледа на цистоскопија, значи расте од слузницата према луменот, према внатрешноста на мочниот меур. Оперативното лекување е ендоскопски. Значи се влегува со инструмент и се отстранува туморот од мочниот меур. Многу е битно да се фати во почетната фаза, во првите стадиуми. Се дорека немаме пробив на туморот во мускулатурата од мочниот меур. На ова ниво имаме отстранување и после тоа имаме редовни контроли, терапија, но не хемотерапија и зрачење. Значи, мора да следат контроли, бидејќи доста често овој тип на тумори знаат да дадат рецидиви. Да се повтори. Еднаш, уште еднаш. Али веќе ние знаеме дека пациентот имал тумор. Правиме редовни цистоскопии на секој 4 месеци во првите 2 години од оперативното лекување. И со тоа можеме следното појавување на туморската формација да ја фанеме во онаа почетна фаза, кога имаме едноставно лесно отстранување на мочниот меур, кратка хоспитализација на пациентот која трае 2, максимум 3 дена и веќе од следната недела да пациентот не е способен и да се врати на работно место. За поставеност и пробив во детрузорот, во мускулот на мочниот меур, веќе е друга приказка. Тогаш и мораме комплет да го отстраниме мочниот меур. Сега, пациентот останува прво без мочен меур. Деривацијата на урината од бубрежните канали ќе оди. Правиме вештачки мочен меур од црево, па деривацијата на урината оди директно во тенкото црево и оди надвор во кеса или се поврзува доле да оди спонтано да истекува низ мочниот канал. Но веќе тоа е огромен оперативен зафат и пациентите не можеме да ги заштитиме од некои си, да кажеме, инфекции уринарни на уринарните патишта. Веќе се комплицира, веќе се е потешко. Веќе е комплицирано. Так. И затоа е и апелот из ова. Првично појавување на крв во урина, обавезно преглед кај уролог. Не мора да значи дека е карцином. И тоа морам да напомнам. Сега да не правиме паника меѓу луѓето, затоа што крв во урина може да даде и уринарна инфекција.
крв у урина може да даде и камче кога поминува низ мочните патишта па да ни Понекогаш прокрвари. песок кога ќе помине. Така. Значи, не мора да значи дека сега ја имам крв урина, сигурно е карцином на мочен мелор. Но веднаш мора да се појде на уролог за да се потврди за што се работи. Така. Јас напоменав дека денешните прашања ќе одат преку интернет. Имаме веќе добиено прашање, но добив знаки дека има вклучен гледач. Очигледно е објавен телефонскиот број. Сепак ќе му дадеме можност и на гледачот да постави прашање, а јас во понатамошниот дел од емисијата ќе ги поставим прашањата кои што стигнаа на нашата страница на Facebook. 20 гледачи се, еве ќе им дадеме можност, само ќе ги замолам што пократки да бидат со прашањата. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Имам поздрав до водителката и до докторот. Ви благодарам. Мада тука пишува машко здравје, јас сум женска особа на возраст 67 години. Така. Сега, пред 20 години кај мене се појави некоја жлезда во форма на пинг-понгарско топче. Бев на гинекологија, од тука ме пратија на урологија. На урологија ми рекоа дека имам рак на еден вид простата кај жена нема простата, нема простата, мене така ми рекоа. Потоа бе во Сестина. Во Сестина ми рекоа иско доктор Баджаков, не се сеќам кој беше, пред 20 години ми рече ова е како кај мажите еден вид простата, може да се отстрани со хируршка операција. И што направивте? Вие го отстранивте? Сега, со тек на годините, 67-68 години, тоа се зголемува во форма на јајце. Аха, значи се уште го имате проблемот. Ми смета приликом мокрењето. Не можам добро да се измокрам. Крв неам во урината, ама ноќеска некога станувам по 10 пати. Аха, добро, сега ви интересира што можете да направите. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Така, ви повелете, докторе, зашто се работи, бидејќи жените немаат простата, дефинитивно? Значи, тука може да се работи за некој израсток, сепак нели треба преглед за да се каже, на израсток или на Бартолиниева жлезда, или израсток во самиот мочен канал, или спуштен заден зид од мочниот меур, но пациентката ни каже од симптоми дека често станува, често мокри, тоа значи дека не се празни и она во целост, имаме арест урина и пациентката, но сепак јас би советувал преглед за да имаме права диагноза. Веројатно би требало тука би одел хируршки третман кај пациентката, но сепак мора се направи преглед. Мора да се направи преглед. Врз основа на ова која ни го кажа, можеме само да даваме предпоставки, нели? Така, еден преглед за да може се утврди точно за што се работи, што да се преземе понатаму. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот и до емисијата, до војката. Ви благодарам. Имам 54 години. Така. И сега направив еден ехо преглед и пише мочен меур при исполнетост од 385 сантиметри кубни, скоро да нема повик за микција. По микција рест урина 68 сантиметри. Добро. За дебелен зид едематозна лигавица. Простата со волумен 40 сантиметри кубни, ППСА 4,8 НГ кроз МЛ. Да. Така, ви интересира сега за што се работи. Јас ви благодарам за вклучувањето во програма. Можете ли вака накратко да дадете некое ваше мислење? Кај пациентот ни даде податок дека има арест урина од некои си 60 центиметра кубни, но има покачен ПСА, простатично специфичен антиген, неспецифичен туморски маркер. 4,8. Да кажеме дека дока 4 нанограми на милилитар е во некои си граници на нормала. Кај него е 4,8 нанограми на милилитар, што значи врз основа на ова кај пациентот би требало да се направи бактериолошко испитување, бидејќи простатичниот специфичен антиген е неспецифичен туморски маркер. Може да се покачи при
воспалителен процес на простатата или при малигнитет во простата. И сега, за да тоа го разграничиме, значи треба обавезно да се направи бактериолошко исследување, треба да се направи дигиторектален преглед, да се пипне простатата. Ако не упати и цврстината, нерамнини на простата... Значи, тој преглед всушност може да ви даде многу одговори. Да, точно, затоа што е простатата во непосреден контакт со завршниот дел од дебело црево. Директно ја пипаме со прст. Со искуството и постојано пипање на простата можеме одма да процениме дали, затоа и се вика прстот кај урологот е неговото око. Така. Практично као да ја гледаш простата. Сега имаме и друга предност. Имаме ректален преглед ехо. Така. Можеме точно да видиме фокуси во простата и целото тоа да не упати, ако треба да направиме и биопсија на простатната жлезда. Со биопсија на простатната жлезда веќе со сигурност можеме да тврдиме за што се работи во таа простатна жлезда. Дали имаме појава на малигни зони во простатната жлезда или имаме само воспалителен процес. Така да на ова и треба да се фокусира пациентот и да продолжи понатаму со прегледите. Докторе, следно од состојбите кои што бараат уролошки преглед е еректилната дисфункција, една состојба што предизвикува непријатност и срам кај мажот, но од друга страна е и не така ретка. Што се може да стои за тој проблем? Видите, значи и за ова не треба табу тема да биде. Е табу тема. Многу ретко се враќаат пациентите ако имаат оваков симптом. Едноставно, ќутат дома, влегуваат у некоја, да кажеме, депресија, но не се јавуваат на лекар. Преку еректилната дисфункција... Односно импотенцијата, да појасниме. Да, али можеме да откриеме и многу други заболувања. Да стојат позади ова во позадина. Почетен дијабет, коронарна болест. Значи проблеми со срцето и крвните садови. Да. Затоа што ако имаме запушување на ситните, фини артериски крвни садови кои ја носат крвта доле, можеме да имаме да следи запушување и на коронарни артерии. Така да, поради ова и за оваков симптом, пациентот треба да се обрати на преглед. Па се направат сите овие испитувања, а иначе ерективната дисфункција како болест е решлива болест. Значи не треба да се живее со импотенција, едноставно треба да се проба се реши проблемот. Не треба да се живее и да пати. И да пати од целата состојба. Бидејќи тоа е решлив проблем. Во 90% од случаите ерективната дисфункција е повеќе од горе. Психолошки проблем. Еден неуспех и после тоа стално постои позади прашањето дали ќе ми се случи и втор пат. И се случува. И се случува. Баш затоа што си го поставува прашањето. Но затоа ни треба овој преглед. Да видиме, да, има во позадина некој органско заболување или нема. Постои за тоа терапија и проблемот е решлив. И како е решлив. Има ли некои прашање врз основа на кој може да процените дали се работи за психолошки проблем или пак за некој посложен здравствен проблем? Па видите, нормално еден обичен разговор, симптоми, ехо преглед, биохемиска лабораторија. Сето тоа дава насоки. Да, и на крај ќе кај X пациенти кои ми се обратиле со овој проблем, во позадина бил латентен дијабет или прикриен дијабет. Проверува шеќер, да кажеме, тука е некој си или на некоја блиска граница, повисока граница, или е тука негде, да кажеме, во некои си високи граници
на нормала, но кога би направиле гликоза толеранс тест или би направиле, да кажеме, оној 3-месечен, како што го викаат пациент, да, тогаш веќе ќе видиме дека тој пациент не има нерегулиран латентен диабет. Значи, ова не е воопшто проблем за занемарување, напротив, треба веднаш да се јават на уролог. На секоја возраст, доктора? Ова е еден од симптомите кај латентниот диабет. Друг симптом кај латентен диабет, фимоза, стеснување на кожичката на препуциумот. Аха, на пенисот горе. Да. И тој е еден симптом, да кажеме, на 45, 50, 55 годишна возраст, пациентот има фимоза. Може да биде од некои си претходни воспалителни процеси, но може да биде и латентен диабет. Сега, кога веќе ова и тоа може, не мора да биде основна болест, него може да биде симптом за некое друго заболување. Така. Понатаму се промените на тестисите и кожата на пенисот. Ке започнам со тестисите. Така, еве кожата на пенисот веќе опфативме така, дека може фимоза да се јави. А што е со тестисите? Како треба да изгледа нормален тестис? На што треба да обрнат внимание мажите, на кои промени? Па видете, за да се јават на уролог? Имам прво зголемување на тестисот. Разлика. Потоа појавување на некоја тврдина. Тестисите се достапни за само преглед. Поготово после туширање, кога кожата е мека, опуштена и не е собрана, тестисот е лесно достапен за само преглед. И секоја нерамнина, неправилност, не мора да боли, не мора да има болка. Но деформитет би требало да го упати да отиде на преглед. Овој проблем со промени во тестисите чисто се јавува кај млади мажи? Па да, тоа е поради веројатно влијание на хормоните, па се знаат најчесто туморите на тестис се појавуваат, да кажеме, некаде од кај 15-16 година во животот, па да кажеме максимум до кај 30 и некоја година во животот. На таа возраст свести ли се дека се случила некаква промена на тестисот? Тоа е проблемот. Тука е се уште табу тема, поготово кај мажите во пубертет. Срамот да се каже дома прво, а потоа срам и да се отиде на доктор. Јас ги поздравувам сите оние млади луѓе кои кажале дома и дошле веднаш на преглед, бидејќи истото ќе го спомнам и овде, на време откриен тумор во тестис е 100% излечива болест. Но тумор на тестис кој направи земозамав и направи метастази, тоа е веќе посебен проблем. Значи, веднаш штом се забележи каква да било промена на тестисот... Едноставно е достапен за само преглед, на допир. Не мора да... симптомот не треба да биде болка, за да ги натера да одат на преглед. Може да биде деформитет, неправилност, тврдина. Таа тврдина не мора да значи дека е, пак да не правиме паника, ќе го спомнам истото што го кажува и претходно. Не мора да значи дека е, ама баш е тумор на тестис и дека е карцином на тестис и така. Но треба да се обрне внимание на тоа и да се јави на преглед. На прегледот имаме, прегледот е прво едноставен. Како изгледа? Имаме еходиагностика и комплетна биохемиска лабораторија со туморски маркери соодветни за туморите на тестис. Опасна ли е повредата на тестисите и на пенисот? Да. Може ли да доведе до некакви сериозни последици по може здравјето? Може и текако да каже. Да. И повреда на тестис, значи обавезно јавување одма веднаш
на лекар, но и да кажеме повреда на пенис. Значи имаме Може да се скрши пенисот? Да, фрактура на пенис постои. И тогаш? И сега фрактурата на пенис се случува кога е во еректилна фаза. Доаѓа до пукање на неговата обвивка и изливање на крвта. Ова треба веднаш хирушки да се реши, да се затвори и санира повредениот дел од обвивката, бидејќи знае да доколку не се направи тоа, да доведе до деформитети, до импотенција, до трајни последици. Трајни последици, отежнето мокрење, стеснување на мочниот канал, бидејќи тука може да биде зафатен и дел или комплетно руптуриран и мочниот канал. Што со болката во тестисите или пак пенисот? Може ли тоа да укажува на некоја ургентна состојба понекогаш? Па видете, болка во тестисите како може да покаже за една ургентна состојба. Тоа е торзијата или увртувањето на тестисот околу сопствената оска. Ако он се уврти за 360 степена, тогаш комплетно ја прекинува циркулацијата и почнува инфаркт на тестисот. Доколку оваа состојба не се реши во рок од 6 часа од настанувањето на торзијата, на увртувањето, тогаш имаме инфарциран тестис, некроза на тестикуларното ткиво и негово отстранување. Значи, затоа е ова ургентна состојба, каде што нема чекање. Каде што нема чекање. Доста често се случува кај младите луѓе и деца. Кај децата, така. Точно. Поготово наутро од нагло станување од топла постела, тогаш тестисите се во топло опуштени. И мека е кожата. При нагл контакт со ладна средина. Да, ладна средина, он се повлекува нагоре. Према горе. Во тој покрет може да дојде до увртување. И тоа е исхемична болка, тоа е јака болка. И секогаш треба да се верува на дете, поготово кој ќе се пожали, треба да се поверува и треба да се однесе на лекар, да не би дошло, а на жалост и тука е тука имаме ајде ќе помине, ќе ставаат обози, прават нешто и чекаат. И сега го изгубиле она драгоцено време од 6 до 8 часа, ајде да кажеме максимум некој кога може да се врати тестисот во живот. Иначе после тоа следи орхиектомија, отстранување на тестисот. Еве да се подигне свесноста и во однос на овој проблем. Так. Тестисите понекогаш може да болат и од инфекција? Да. Еве го и следното, јадеш и исцедок од пенисот да го... Тоа е веќе исто така поврзано најчесто со инфекции во уринарниот тракт. Значи, може да биде инфекција на изводниот мочен канал, може да биде инфекција на простатната жлезда, инфекција на мочниот меур или се заедно во комплет. Докторе, ќе одстапам и само малку време на прашањето од гледачите кои што стигна на нашата страница на Facebook. Еден од гледачите вели дали е дозволено да вози велосипед после операција на простата радикална простектомија. Поминати се 5 години операцијата. Така, и текако, да. А дали возењето воопшто на велосипед може да доведе до некаков проблем со простатата? Па, да кажеме, начелно не и по статистика не, но секогаш би требало да се носи соодветна опрема, добро седиште на велосипедот и соодветна заштита. И останатите прашања беа поврзани со она што веќе дадовте одговор. Јас само би ве прашала зашто најчесто се јавуваат мажите кај уролог кај нас? Интересно прашање зашто се јавуваат. Ја би рекол зашто не се јавуваат и зошто не се јавуваат.
во главном, нажалост, ги носат нивните сопруги на преглед. Значи сопругата ќе го убеди. Сопругата ќе мора да одиш на лекар. Мора да одиш на лекар, баш така. Они ги приметуваат симптомите и, нажалост, се оние кои ги носат на оној првичен преглед. Од таа страна ги поздравувам и нив и треба да ги слушате сопругите. Апсолутно, тука сте во право дека треба да не Да. слушаат. Докторе, а се случува ли да дојдат многу доцна кога веќе се развиени симптомите односно знаците на болеста? Нажалост, најчесто е така. Кај нас се уште е, додека не го заболи нешто пациентот. Обично додека болката е всушност причина за се јават на лекар. Болката ќе го натера да се јави на лекар. Во многу, нажалост, во многу случаеви, тоа е веќе некоја така покасна и позадоцната фаза, каде што треба и многу подолготрајно лекување за да можеме да дојдеме и го вратиме пациентот во нормален живот. Првиот уролошки преглед на која возраст да биде направен? Да кажеме, првиот уролошки преглед, ако зборуваме за простатата и така и редовно контролирање на простата после 45-та година во животот, би требало секој маж барем еднаш годишно да посети уролог. А младите лица да прават само преглед? Да, но и претходно за било како и најбезазлен симптом да се јават на преглед. Бидејќи младите мажи си се сексуално активни, голем дел од нив и не користат тука би обрнал, извинете ви упаднав во збор, но би обрнал внимание и на младите мајки, кај бебињата, една барем визуелно дали тестисите се доле, спуштени во скроталната кеса. Бидејќи и овој проблем, задржан тестис, горе во ингвинален канал, абдоминално негде, тоа зависи на која висина задржан, доколку подолго време се остави така, ни доведува до оштетување на тестикуларното ткиво и утре до стерилитет. Неплодност. Да. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Се обидовме да опфатиме накратко повеќе, односно речиси, да ги опфатиме најчестите проблеми со машкото здравје. Не се задржавме детално на ништо посебно, но секако во една од следните изданија ќе бидете повторно гостин и ќе зборуваме за нешто поконкретно. Ви благодарам многу за оваа една голема слика која што ја опфативте и упативте апел до сите мажи навремено да се јавуваат на уролог. Така се развива. Почитувани, ова беше уште една телма амбуланта реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте.